Во изминатите 4 години многу се инвестираше во спортот и спортските капацитети. Дозволете ни и во наредните 4 години Куманово да го добие стариот сјај град на спортот. Имаме план и визија како да ја реализираме оваа цел, истакнаа на денешната пресконференција од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Кандидатот за советник Петковски потсети дека е во тек реконструкција на кровот, а во следниот период целосно ќе се реконструира спортската сала. Завршена и првата фаза од санацијата на Соколана, пошто ќе следи и реконструкција на објектот и партерно уредување. Ќе го реконструираме градскиот стадион за полни трибини и нови спортски победи. Ќе изградиме нови и модерни спортски терени со тартан подлога во секој основно и средно училиште, но и во секоја урбана или местна заедница каде во моментов нема. Ветуваме дека по победата на локалните избори ќе следува и целосна реконструкција на спортски комплекс во поранешен дом на АРМ, со мултифункционално игралиште, со тартан подлога, спортска опрема и реквизити, како и реконструкција на трибини. Од иницијативата за наше Куманово најавуваат и изградба на трим патеки на градскиот кеј и други локации, како и отворени фитнес зони, мини аквапарк, скейт парк. Преку зголемување на буџетот за спорт, ќе продолжиме да даваме поддршка за развој на спортот и спортските клубови преку Општинскиот сојуз на спортови. Ќе организираме спортски активности и надпревари на локално, национално и интернационално ниво. Ќе ги стимулираме индивидуалните спортови и ќе го јакнеме и развиваме училишниот спорт, затоа што спортувањето е еден од најважните фактори за развој на здрав организам уште од најмала возраст. Од граѓанската иницијатива за наше Куманово укажаа дека развојот на Куманово е можен затоа што имаат реална и остварлива програма.